Минатата недела, при крајот на минатата недела, во студиото беше Јани Макредули, директорот на државните пошти, на македонски пошти, со кого разговаравме за реакцијата на граѓаните околу бавноста на доставувањето на пратките, на поштите, некултивираноста на услугите, дури до степен на достање кое може да предизвика и правни последици за субјектите на кои им се доставени, односно недоставени пратките. Се разбира, тамо стана збори за продажбата на македонски пошти, но тоа можете да го видите на сајтот низ разговорот со господинот Макредули. Сега сакам да ви ја прикажам опачината на оваа состојба во дистрибуцијата на пратките, а тоа е се повеќе користењето на приватните компании за пренесување на пратки, поштенски услуги, пакети или како сакате. Во периодот кога ковидот стана драматичен, но во исто време кога се развија онлайн продажбата, овие компании во Македонија не се бројни, но се повитални. Представува добра зона во која граѓаните добива брзи пратки, услуги и така натаму. Една од оние кои се наметна на македонскиот пазар, а и која како своједно стампедо во финансиските резултати лани се наметна, тоа е Еко Логистик Сервис, ЕЛС, а низин собственик е менаџерот и долгогодишен бизнисмен Игор Гешовски. Тој е во студијата. Ви благодарам што дојдовте, господин Гешовски. Трнувам од мотивацијата. Брзина, доверба, обем. Дали се тоа трите главни карактеристики на кои базира работењето на ЕЛС, со што практично се наметнавте како, да речем условно, трета доставувачка сила на овие македонски простори? Добро утро до гледачите. Благодарам Чом за поканата. Јас ќе бидам конкретен и директен. Значи, тоа се едни од работите кои се важни за растот, но ова е економија од обем. Колку повеќе пратки, повеќе можност да профитирате и да направите добар сервис, бидејќи ова се логистички операции и ви треба што повеќе луѓе и оперативни средства, коли, точаци, мотори, други видови колички пренос на материјали, за да може да постигнете поголем ефект. Ние тоа го позициониравме така на пазарот. Единствена голема компанија сме која има и брза пошта, значи работиме брзи пратки низ Скопје за 1 сат и единствена пошта во регионот која носи пратки во исти ден низ целата држава, што не прави доста атрактивни и интересни. Тука во тој дел морам да истакнам, нема некој економски бенефит, но вие замислите кога во денешно време денеска врне, треба да доставите нешто или да земете нешто или ви е потребен дел или било каква услуга. На ова време, знаете колку е скап бензинот, паркингот, гужвите во Скопје, а ние го решаваме тоа на подруг начин, ефикасно, и им излегуваме во пресред на луѓето кои имаат потреби. Во едно интервју велите, ние на пазарот генерално се позициравме како лидери во онлайн трговијата и како компанија со најголема доверба. Врз основа на што го освојувате пазарот и довербата кај оние што ви даваат и на адресите на кои ги доставуваат? Ќе го објаснам поедноставно ова, за да може да го разберат луѓето. Ние сме провайдер кои сите брендови, модни брендови се кај нас ги работиме сите модни брендови и ние сме провайдер кои ги сервисира сите спортски брендови. Пример, Интерспорт, Мегаспорт, Спортем, Спортвижен и уште десетина помали спортски брендови кои се присутни во Македонија. Истото станува збор за модата. Тие во прво време се најголеми продавачи на интернет услугите, пошто Македонија е последна во регионот и во Европа во давање на онлайн услуги. Тука нормално своје влијание мора да изврши државата и ред други работи. Ние успеавме сите брендови да ги сервисираме со тоа што отворивме голем број бази, имаме преку 40 бази низ државата, работиме уште на тоа, да им направиме еден добар сервис на граѓаните кога сакаат да остават, да вратат пратка, да земат пратка. Бројот на доставувачи ни е најголем, преку 180 собствени моторни возила имаме, плюс имаме аутсорсинг, имаме мотори, точаци на таа бројка кој ќе додадете и стануваме една моќен сервис за компаниите и граѓаните. Како го профилирате
кадарот, со делове на личен морал, со брзината на нивната реакција, на комуникацијата со крајните клиенти. Имате доверба на каков начин тие стекнуваат доверба кај клиентите? Да, ова е добро прашање и генерално нашата политика во иднина ќе се развива во customer care или грижа за корисници, подобро кажано. Тоа е важен сегмент, бидејќи ние мора да констатираме дека сите учиме. Ова е новина кај нас, со ковид кризата тоа поинтензивно стана, потребата од вакви сервиси. Фирмите ги почувствува квалитетот и можноста за поевтин и побрз транспорт. И сега престоја друга фаза каде што мора и купувачите, и испраќачите, и ние доставувачите да ги подобриме квалитетите и да направиме подобра услуга, бидејќи во едно вакво време они немаат представа. Они ви даваат нивната пратка, потреба, документ, што и да, и они очекуваат дека само кога за нив да треба да го завршите сервисот за некоја цена која морам да истакнам е најниска во регионот. Ја помина во 6 држави, имам официјални ценовници на најдобрите што се, и ние имаме убедливо најниски цени во регионот во сервиси достава на пратки и писма. Влегов на вашиот сајт на Елс и оно што прво ми падна дека затварате во 16 часот. Да. А истовремено читам од вас изјава дека вие сте достапни 24 часа за брзи пратки и преку ноќ и така натаму. Која е таа конекција со клиентите и со примачите? Видите, ќе ви го објаснам, моментот е многу добро што сте го фатиле. Ние генерално имаме 2-3 бази што работат до 19 и 20 часот, како дежурни бази тоа се во централно градско подрачје, но нашиот магазин работи 24 часа. Ние цела вечер сортираме, пакуваме, носиме и така натаму. И даваме можност на луѓето кои заборавиле да остават покана, достава документ, некоја хитна пратка, оди на пат, му треба делот, за другарот му се расипала вечер колата и така натаму, да го донесе во магазин или ако му бара екстра услуга да дојде некој да го земе, за да го испратиме на одредена адреса за да нема застој во потребите на стопанството и на граѓаните. Игор Гешовски, предприемач, собственик на Елс, Екологистик систем, една од брзо растичките компании во системот на секундарните услуги кои се многу важни во доставувањето и опремувањето на пратките. Читам, приходи 2020 170% повеќе од 2019. Тоа е резултат на зголемениот обем, на овој ковид амбиент и какви сега се, ако мислам не е тоа деловна тајна, какви се сегашните финансиски перформанси, веќе сме при крај на годината? Да, ние сме во одлично темпо и кондиција, ние имаме постојан раст, континуиран раст, што е многу интересно, бидејќи овдека има моменти кога некогаш пазарот паѓа или има попусти, како што беше сега моментот на Black Friday, секако кај нас се почувствува тоа поголем обем. Предизвикот е поголем во време на здравствена криза, каде што имаме болни од ковид и така натаму, ние успеваме да направиме секој месец одредени рекорди во одредени области. Ние не престанавме иновативно да вложуваме, правиме развојни програми, правиме нови модели и тоа ќе продолжиме бидејќи сметаме дека пазарот кај нас не е доволно развиен. Верувам крајот од годината ќе покаже дека сме работеле квалитетно, добро и успешно. Добро. Кој ќе намирисам дека сте 2 пати повише од ова, повторно ќе ви сеам. Гешовски, поседувате интернационална лиценца за меѓународен сообраќај. Досега разговараме пратките што доаѓаат од странство и домашниот меѓународен, односно домашниот дистрибуција на пратките. Имате ли шанса и на каков начин изведувате од тука на меѓународните пазари во другите држави да ги доставите домашните пратки? Да, ние извадивме лиценцата и нас основата на се тоа што го развиваме да направиме сервис први регионален, а потоа и меѓународен. Имаме договори со најголемите пошти во регионот, имаме договори со сајтови одредени најголеми во регионот што се. И тоа го спремаме во наредниот период, го оставивме за наредната година како задача да го отвориме. Тука морам да истакнам дека и државата мора да се вклучи во процеси, бидејќи ние ќе добиеме пазар од преку 50 милиони
луѓе регионално што живеат, зборам бивша Југославија тука, кои се Турција, Бугарија, Грција и така натаму, ќе добие многу поголем пазар и имаме ние ниски цени. Зборам на продуктите, ако направиме и добар сервис, ќе бидеме одлична можност за извоз на македонските стоки и на добар профит на компаниите кои денеска знаете каква е ситуацијата со сите овие предизвици економски, политички, здравствени, енергетски и така натаму. Уште, ако ја добро го разбрав, вие сте подготвени да направите регионален стационар, да речем условно, регионална логистика, од тука да се доставуваат и дистрибуираат, редистрибуираат производите. Да, гледам дека имате добри информации. Ние имаме таков план, преговараме со неколку да направиме голем централен хаб кој ќе може да сервисира не само Републиката и пошироко, бидејќи во тој правец одат сите најголемите компании во светот моментално што имаат раст, се токму такви платформи кои нудат сервис и продажба. За продажба можеш да нудиш секако, но потешкиот дел е таа логистичка операција. Велите дека ги сервисирате и банките и поголем број од корпорациите, но сега мора да биде малку личен, односно незадоволство има на одреден начин. Погледайте, картичките платежни нас не ги праќаат по обична пошта. Незадоволството од дистрибуцијата и доставата на поштите е до таа степен што доцнат по 2 до 3 недели. Јас можам да бидам сведок дека пликата, писмата се фрлаат тука пред врата, а тоа сепак е вредносно писмо. Што вие правите? Дали вие се доближувате до банките на начин на кој гарантирате да ви ги доставите? Тоа сепак се годишно најмалку 150.000 картички, можда и повеќе, на обнова. Да бидеме сигурни дека тие пратки со финансиска и деловна тајност ќе бидат во вистинско време и на брз начин доставени. Многу добро прашање. Прв пат се сретнав со вакви суштински проблеми што се наоѓаат на самиот терен. Јас ќе ви отворам уште неколку поважни сегменти од тоа што мислам дека ќе ги заинтересира гледачите на вашата емисија. Прво, ова е сосема правилна констатација. Видите, нема која е разликата ако оди преку државната пошта. Тоа е еден монопол изграден од државата, кој, морам да ви кажам, има ексклузивитет по два основи. Едниот е што до 50 грама им дава право да го носат они по многу пониска цена која утврдила државата и ја заштитила. Вториот дел е пострашен, државата им дотира секоја година дополнителни средства и таков модел на субвенции не постои во ниједна друга држава. По два основи да субвенционира државата поштата. Вториот дел исто интересен, например државната пошта не наплаќа ДДВ, државната пошта може да зима привремено вработени лица, што ја прави многу поинтересна за да може да се во овие кризни времиња кога бараме луѓе за работа и активирање. Страшниот момент што вие го кажавте, јас од терен добивам од нашите оперативци дека поштарите кога одат во одредени канцеларии за да не ги чекаат да не се јавуваат, имаат спремено картончиња и ги оставаат во самите врати или во самото сандуич, за да нема повторно одење, повторно. Он направил одредена реализација. Јас претходно бев во еден друг бизнис, моја компанија беше Хај комуникации, работевме со Кина мобилни телефони. Неколку пати не си има случајно, дури еднаш за исти дел за екран се работеше, два пати да го пратат од Кина, да стигне во македонски пошти, 3 недели никој не ни јавува, луѓето повторно пратија дел и повторно го немаше. Никој не одговараше за тоа. И вие како врвен новинар, ќе ви посочам нека се заинтересира јавноста колку обештетувања плаќа поштата и какви штети се нанесува, пошто тоа народот ги плаќа на Република Македонија. Вториот дел, што е страшен по мене, на сите тие бенефиции што ги има, тоа што прават загуби, тоа треба друг да се занимава, има ревизија во државата и така натаму, или модели економски, е страшно што они ја спуштаат цената. Сега послужно отвориле пакетна служба и ред други работи. Значи, парадоксот е што државните фирми прават дампинг цени наспроти сектор на пазарот, приватните да создаваат конкуренција на цени и услуги. Ма апсолутно така. Он на таква загуба и на такви бенефиции он се дозволува да ја спушта цената, да продуцира значи уште загуба и да го оштети целиот сегмент на работење, иако Македонија има најниски цени во носење пакети. И јас сега прашувам каде се луѓето од државата, каде е системот и така натаму, кој ќе им застане на патот на тоа, но ќе ви кажам една ексклузивна вест во вашата емисија. Ние правиме здружение, една асоциација сериозна за пошти, каде што ќе ги отвориме сите овие прашања и мора да воведеме на ред.
асоцијацијата би била замена за агенција за пошти која постои, која треба на оден начин да врши регулација на пазарот, контроли и така натаму? Агенцијата за пошти генерално немаме поплаки, единствено што тоа на работи во одреден систем. Значи законот што е донесен од претходните, зборам пред повеќе од 10 години, е многу лош. Прво, они се финансираат од поштата. Не дозволува тој што контролира поштата да се финансира од поштата. Втората работа е многу измени треба да трпи. И целиот систем нас модел на работа, замислите, ние фискални дигитални сметки немаме. Како тој продава на интернет дома од компјутер и како ќе издаде фискална сметка. Че ние касниме со многу процеси како држава и тоа не прави неатрактивни. Ако прашате зошто многу сајтови не продаваат овде, зошто нема PayPal во Македонија и така ред други работи, веројатно дел одговорите се овие, поради лоша логистика, достава, немање фискализација дигитална. Ако ги прашате државните пошти, и тоа Македонија така отворено го кажа, вашата брзо растечка компонента базира на тоа што добивате пакети без фискализација, без царинење, ги редистрибуирате директно door to door без при тоа да се има контрола. Точно ли е тоа? Видите, ние имаме одреден надзор кој не следат повеќе државни органи и за тоа све што не фаќаат ние сме санкционирани ако има одредена грешка. Сивата економија во Македонија е голема, но јас би запрашал едно отворено прашање многу интересно за гледачите. Ако отворите Facebook, Instagram, ќе видите многу косовски сајтови. Во Македонија нема ниту една легална пратка влезено од косовски сајтови. Па еви предизвик на државата да се позанимава како се носат, кој ги вози и што се случува со косовските пратки, кои се илјадници дневно. Тоа е многу интересно. Тоа значи дека башка брза лента има на царини за да може тоа така лесно да се дистрибуира? Тоа е прашање за друго место, јас нема да се мешам во тоа, но е многу интересно да го кажеме. И друго, јас поштата морам да кажам во еден сегмент која работи уште на Парагон блок, која не може да се позиционира со добра услуга и да направи они имаат 80% од пазарот во однос на бројки пакети, нека го дисперзираат или нека пуштат слободна зона да видиме кај ќе биде поштата, кај ќе бидат приватните компании. Знаете, ние имаме во сите, има 50 на компании кои се занимаваат со поштански услуги во Македонија, вработуваат повеќе луѓе од поштата, со сегмент од 20% на пратките. Ја ви викам нека го отворат пазарот, па да видиме каде ќе биде државната пошта и колку се добри, колку можат да носат. И ние будно го следиме процесот и на приватизација и ќе се мешаме во сите сегменти каде што имаме интерес и каде што може да влијаеме. Во една јавна изјава имате речено дека не може да дојде до приватизација на поштите, иако тоа е концепт двоен, политички, бидејќи актуелниот премиер, меѓу другото посочувајќи новие загубари, во кој спаѓа и пошта, рече дека тие ќе одат на приватно, јавно-приватно партнерство или на продажба. Од друга страна, и вие држите тезата на Македонија кој вели поштата не треба да се продава, нас не треба логистика. Сега, не ми е најјасен целиот концепт. Јас ќе ви го објаснам, можда изваден од контекст или не сте ме разбрале добро, поштата треба што побрзо да се продаде и ја го поддржувам власта која размислува така, бидејќи секој загубар е канцероген од ткиво на една економија во државата. Значи, ако поштата држиме уште 10 години, ако произведува 3 милиони загуба, зборам цирка некои бројки што... Еве 3 милиона се. Да, еве 3 милиона. Од буџетот сега ќе им достава 3 милиона. 10 години по 3 милиона се 30 милиони. Ние поштата нема да продаваме 30 милиони. Пример зборам, нели? Подобре да дадеме, ако има концепт и без пари, за да сопреме ерозијата, а да развиеме подобра услуга, отколку да држиме луѓе неадекватни. Ама тој концепт Груевски не го сакаше. Канадските пошти понудија таква варијанта, па ги одбие. Не знам што се случи после тоа. Дали е прашањето на недвижниот имот, на циркулацијата на пазарот и така натаму? Ја истото ќе ви го констатирам дека пошта има, не знам, 300 објекти, сега можда 10 објекти или 20 будки, зашто немате будки многу, да не се лажеме, не се регулирани затоа што тие се од времен карактер. Вие сте сведок на ова време, многу такви времени објекти не беа регулирани, они сакаат да ги зграбчат, па земјата е сега денационализирана бидејќи немало објект, тоа е времени и ред други работи. Сега заради такви ситни работи и лоши процеси кои ги води државата, ние ќе имаме застој.
Поштата треба да се приватизира, моделот треба да е транспарентен и најлошо е што ако државата им даде повторно предност на странските компании. Ние ќе испаднеме држава која не може да менаџира Окта, која сега е водачка компанија, не може Телеком, кој водачки профити, Евана и така натаму. И сега и поштали ќе треба да дојде некој од надвор да ни организира како да ги делиме пратките и носиме пратките со наши луѓе. И Стопанска банка и УСИЕ, откако ги изчистивме сите станаа врвни компании. За волја на вистина, јас сум сведок кога екс-председателот Киро Григоров, на тогаш младите социјалдемократи и јаничари, како што обично ги велиме, кои влегува у приватизација, им кажа: внимавајте, деца, немојте се кон една држава можеме да бидеме заложници. Сега се покажува не дека сме заложници, туку дека практично најбонитетните бизниси ги отугивме, а во основа беше способноста или неспособноста на менаџерите да се управува со тоа. Зашто, сега ме потикнувате, зошто менаџер во државна компанија е, условно да кажам, неспособен, во приватниот сектор станува одеднаш откритие? Во мотивацијата, во системот? Да, прво, видите, ние никој не ги мери вредностите. Еве сега има напор, господинот Јани прави некои обиди да модернизира нешто и да направи, и тоа е сосема добро и го поддржувам. Они кои доаѓаат на таа позиција мислат дека се веројатно пратени од Бога. Второ, нивниот мандат знаеме сите дека е краток, бидејќи политиката кај нас и демократијата го возможува тоа да има промени. Ние не успеавме да изградиме добри политики. Ние не успеавме професионалци да ставиме на одговорни функции, него политички ангажирани луѓе. Бил пратеник, па сега да му најдеме некој директорско место или го пратиме амбасадор. И тоа е основниот момент. Зошто? Никој не доаѓа со програма да реализира еден проект и да каже: ја од овој проект донесов добитка толку, направив подобри перформанси толку. Сите зборат во некој политички контекст и тоа е многу лошо. И вработуваат, исто морам да кажам, по политички клjuč. И тоа е исто многу лошо се одразува на државата. И сега испадна луѓето што не можат да најдат работа во приватниот сектор, ќе ги ставиме во државата за да им вадат коркалеп. И после не даваат голови таму, па не може да дадат голови. Добро, благодарам, бевте многу љубезен и издашен во одговорите. Игор Гешовски, собственик на Елс, приватна компанија за дистрибуција на пратки и ексклузивни услуги. Тој бизнис се развива во Македонија, веќе врти сигурно околу 10 и 15 милиони на годишно ниво. Почнува да се модернизира во ова време на дигитализација и благодарам и посакувам успех во натамошниот развој на бизнисот. Благодарам, добро здравје и многу успехи на вас. Благодарам многу.